Ракометниот Суперлига штиквеж за новата сезона се засили со повремен репрезентативец на Црнагора, а кој доаѓа од вториот тим на Eurofarm Пелистер од Битола. Се работи за Богдан Мијушковиќ, 22-годишен левбек кој има веќе искуство со настапите во македонскиот ракомет. Претходно, новото засилување на тимот од Кавадарец настапуваше за екипата на Добова. Македонскиот шампион Eurofarm Пелистер одигра пријателски надпревар со Нешков Брест, а кој тест меч го доби македонскиот тим со 30-29, а на полувреме беше 16-13 за тимот на Eurofarm Пелистер. Овој надпревар беше и прв за новиот тренер на битолскиот тим, деби на Рубан Гарабаја, кој е наследник на Раул Алонсо. Македонскиот шампион е во Златибор, а по враќањето во Македонија ќе настапи на турнирот во Охрид. Македонскиот ракометен тренер Андријано Котевски кариерата ја продолжува во Грција, каде ќе го води тимот на Аминтас кој се надпреварува во втората грчка лига. Претходно, македонскиот стратег ги водеше екипите на Пелистер, Ѓорче Петров и Деспина. Кубаново гради тим со кој ќе сака да направи изненадување во новата сезона од Суперлигата, а тоа секако ќе биде да се стигне до место кое води во плејофот. Како што вели новиот стратег Аце Станковски, првите 4 места веќе се резервирани за Вардар, Eurofarm Пелистер, Алкалуит и Охрид, но како што додава тој и Куманово имаат своји амбиции. А тоа ќе биде да се стигне до 5-то или 6-то место кое води во плејофот. Новата сезона екипата на Куманово ја отвора на домашен терен против Радовиш, а сезоната стартува на 6 септември.